Светиот пророк Илија видел многу Божји чуда во својот живот. Но најголемата животна лекција ја научил осамен и разочаран во една пештера на гората Хорив. Со Божја сила свети Илија мртво дете вратил во живот. Малку брашно и масло чудесно се умножиле. По неговите молитви 3,5 години не паднал дожд, а потоа, кога тој се помолил, повторно заврнало. Конечно, Бог со оган од небото ја потврдил вистинската вера, а свети Илија триумфирал над паганските свештеници на гората Кармел. Но и покрај сите овие чуда, разочаран од неверството на народот и исплашен од заканите на царицата Језавела, тој се повлекол во пештерата. И таму Бог му поставил едно суштинско прашање. Што правиш тука, Илија? Зошто си разочаран? А свети Илија му се пожелел дека и покрај сите чуда, народот останал неверен и дека целиот негов труд бил залуден. Но Господ го извел надвор од пештерата и го научил на една голема лекција во неговиот живот. Најпрво се кренал силен ветар кој ги соборувал карпите. Но Светото писмо ни вели Господ не беше во ветрот. Потоа настапил земјотрес. Но Светото писмо вели Господ не беше ни во земјотрес. И потоа се појавил голем оган. Но Господ не бил ни во огнот. На крајот, после сите овие нешта провеал здив на тивко ветре. И таму, во тивкото ветре, бил присутен семокниот Бог. Дури и најголемите меѓу нас имаат потреба од животни лекции кои се учат во понизност и разочараност. Таму, во пештерата, насред неговата слабост и разочараност, Господ му покажал на свети Илија дека суштината на животот не е во големи чуда и постојани триумфални победи, туку во искусување на Божјото присуство. А Божјото присуство најчесто се открива во здив на тивко ветре, кога во тишина и смирение, во нашата скрушеност и немоќ, животот му го доверуваме на Бог. Колку често и ние го бараме Бога само во големи настани, силни чувства или мноштво на чуда. Кога големи работи се случуваат, се радуваме. А кога нив ги нема, слично на свети Илија, брзо се разочаруваме. Но Бог најчесто доаѓа поинаку, тивко, во молитва, во тишина и смирено срце. Ако сакаш навистина да го слушнеш Бога, не барај го најнапред во спектакуларни чудеса. Создај тивко место во своето срце и прими го здивот на тивкото ветре. За многу години, Линден.